House го представи и новото издание на Навигатор, а тоа е онлайн игра за човековите права. Меѓутоа, за сите детали околу самата игра и кој може да се пријави, што се добива, како амбасадите всушност учествуваат и допринесуваат со бројни награди, ќе да знаеме од моите двајца соговорници утринава, Јана Иванова, која што е дел од Македонското здружение на млади правници, и креаторот на играта Навигатор Иван Кикирков. Благодарност до двајцата што денеска сте мои гости. Благодариме и ние што не имате денес тука. Фала ви многу што не поканивте и фала ви на Europe House што ни овозможија втора година поред да реализираме оваа игра. Ова е продолжување на проектот на играта Навигатор, така што еве Иван ќе почнеме со вас за тоа што сте креатор на самата игра и како се роди всушност самата идеја да се направи игра која што ќе биде во фокус секако човековите права и нешто кое што особено младите многу би требало да ги засегне. Супер прашање. Значи, не контактира од Europe House и не замолија дали можеме да направиме игра за човековите права. Тоа е сосема со нашите вредности на Сдруженијето Galactic Omnior за развојни игри. И многу ни се допадна идејата, во соработка со нив креиравме неколку планети, односно 10 планети на знаење. И многу се формира како богови од митологијата, исто така инспирирани од добри артисти како Дредмен, Давид Ристовски ги нацрта. Имавме многу креативна слобода на почетокот кога соработувавме со нив, неколку состаноци. Лани одлично одеше соработката и оваа година повторно го проширивме проектот со во склоп на родово базирано насилство, односно заштита против родово базирано насилство, како што е кампањата оваа година Orange the World. И навистина интересно повторно се соработува со Europe House на ваков благороден проект. И ни е важно што игрите се представуваат во позитивно светло и се користат за ширење на добро во општеството. Да, нешто на кое што можеби не сме навикнати за тоа што обично игрите кога станува збори за помлади се прилично заразни, ништо корисно не може да се извлече од тоа. Ова е токму спротивното, така што Јана, ти се дел од, како што најавив, од Македонското здружение на млади правници, па ме интересира која беше вашата улога при самиот процес на креирање на Навигатор. Така. Па имајќи го предвид името на организацијата, најголемиот дел од МЗМП, на кратко, сме правници. Секој си има експертиза во свој дел и така можевме да одговориме на поканата на Europe House и лани и оваа година исто, да ги пишуваме прашањата, односно содржината кои што се дел од самата игра, од кои што се влечи нели тоа знаење, тој корисен момент представен на многу интересен начин. Ние бевме вклучени околу 10, може нешто повеќе колеги. Оваа година подготвивме текстови, од кои што текстови подоцна се вадеа, се извлекуваа прашања. Сега, во поглед на прашањата, имавме помош од експерт, кој што ги формулираше прашањата да бидат, да ја пренесат правничката материја, меѓутоа да бидат исто така интересни за младата популација, да бидат блиски до секој граѓанин, бидејќи ние правниците некогаш и знаеме правничкото да си го истераме по наше, меѓутоа сепак се работи за право кое што не остава некој голем простор за маневрација, така што одлично се вклопивме во целата екипа и беше одлично осмислен проект. Да, тоа е дел од вашата работа, односно предизвикот кој што сте го поминале вие како правници со цел вашата работа да допринесете до пошироката публика кога станува збор за Навигатори, тоа да биде интересен и забавен начин. А кој беше вашиот најголем предизвик во однос на креирањето на играта и за првиот дел, а секако и за вториот дел од Навигатор, во самиот процес на правење и колку време всушност е потребно од сама идеја до реализација? Лани го правевме околу 6 месеци првиот проект и беше интересен предизвик, особено технолошки, како да се заштитат податоците на сите корисници, односно да нема можност за инвазивно играње на играта. Тоа што беше интересно лани е што направивме само 3 типови на прашања, додека оваа година проширивме на 7 типови на прашања за да биде поинтересна и поиновативна всушност играта.
И поучени од ланското искуство за многу пократко време, можам да кажам дека ја направивме играта. Имаше доста иновации оваа година кај што додававме лидерборд кај што ќе може играчите да се надпреваруваат меѓу себе да гледаат колку имаат максимални поени. Тоа беше доста интересно на почетокот, имаше околу 2400 поени на табелата, додека сега веќе се стигнати до 3200. Како ја оценувате, Ева, Јана, важноста на ваквите едукативни кампањи во однос на човековите права и колку всушност е потребно уште повеќе едукација на населението кај нас? Многу ми е драго што вакви кампањи се случуваат навистина многу, меѓутоа она што е посебно кај Навигатор би го истакнала тоа што нели веќе го споменавме, тоа што на еден уникатен, иновативен, интересен начин за почеток се пренесува ова идеја, ова знаење и стварно сметам дека е важно секој да си ја изигра играта. Зошто? Затоа што прашањата, односно планетите, 10 правни области представени преку планети, не ги избиравме кој дел од правото ни е нас омилен и така натаму, туку навистина ги избиравме внимателно за да допреме до секој граѓанин, односно со какви проблеми секој граѓанин може на дневно ниво или не на дневно ниво, меѓутоа со какво прашање може да се сретне во својот живот, во своето секојдневие и на тој начин она што го играл дома, додека не знам, лежал гледал телевизија, едноставно го зел телефонот да изигра, да му се најде на некој начин која ќе затреба. Така што стварно сметам дека оваа кампања за човекови права представена преку играта е одличен начин и многу се радувам што и втора година ја реализираме играта и се надевам дека ќе продолжиме. Затоа што до сега има наистина голем одзив. Во однос на вашата работа, Иван, како се вклопува всушност Навигатор во пошироката мисија на Сдруженијето за развој на игри? Колку ова всушност го зголемува вашиот опсек на работа всушност? Колку ве мотивира да направите нешто вакво во нов правец и секако како што истакна Јана, ако има и Навигатор 3 во иднина? Да. Се надеваме дека ќе има, навистина ни се допаѓа проектот. Тоа што нас ни е важно како развивачи на игри е да развиваме игри, односно да креираме игри. И вакви проекти со социјален импакт не се од особена важност за Сдруженијето, затоа што има многу малку можности во Македонија каде тие што сакаат да прават игри имаат можност тоа реално да го прават во пракса. Така што повеќе вакви проекти се добре дојдени и баш гледаме дека имаме доста голем успех баш со вакви проекти каде што има социјален импакт. Игрите не се користат само за забава, туку и практично. Например, преку Навигатор покажуваме дека може да се учи преку игра, што е исклучително важно и нешто ново иновативно во државава. Тоа што има едукативен карактер, доброто е што освен што се учи, има можности за освојување награди, така што Јана, ако не грешам, до 14 декември имаат можност да се пријават, но кој се може да учествува всушност? Може да учествуваат сите луѓе, сите граѓани. Интересното е тоа што може да се учествува повеќе од еднаш, може да се игра одново и одново. И новитетот е што играчите можат на крајот да си ја видат на табелата својот успех, своите поени и доколку не им се допадне да играат уште еднаш. Го задржуваме оној момент на учење, тука исто така го гледам, затоа што не е важно од прва што ќе се направи, туку ајде да видиме колку може да се научиме преку играта па да освоиме некој повисок резултат. Така што бодирањето е достапно, тоа исто им помага на оние кои што целат кон една од наградите или кон главната награда и тоа е тоа. Тоа што е важно да се спомне за наградите дека потребно е да изиграте до крај. Прагот на учество е достапен за сите и реален, но важно е да изиграте до крај и да го поднесете вашиот резултат и може да колку пати сакате да го поднесете резултатите, ќе бидете дел од можноста да добиете ваучер од 60.000 денари. Како всушност тоа е прашањето кое што сакав да го поставам следно, учествуваат и допринесуваат амбасадите од земјите членки на Европската унија и во делот на наградите, меѓутоа и во самата игра од Team Europe. Така, тоа што е интересно овој пат, наградите од амбасадите ќе бидат доделени на првите 10 или 12, не знам колку точно награди имаше,
Значи, по редослед на лидербордот. Кој е на прво место ќе има можност да избере од сите награди, по второ место ќе избере од останатите награди и така натаму. Така што тоа е еден уникатен начин кај што ќе се наградат тие што најмногу всушност знаат. Одлично, благодарам многу за денешното гостување. Се надевам дека до 14 ќе имате уште многу пријавени надпреварувачи во Навигатор 2.